Јас не верувам во тоа дека некој или другите ни прават нешто. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Во денешното видео ќе зборуваме за една фраза која многу често ја среќаваме, а тоа е тој ми прави или другите ми прават вака, и ќе се обидеме да најдеме одговор на прашањето зошто другите ни прават тоа што ни прават, односно, како и секогаш нема да зборуваме за другите, туку фокусот ќе го свртиме на себе, на нас и ќе видиме зошто ние им дозволуваме на другите да ни прават тоа што ни прават, како се чувствуваме во име на тоа, колку трае, зошто е така и така натаму. На самиот почеток да кажам дека другите можат да не навредат, повредат, намерно или ненамерно, меѓутоа, доколку тоа се одвива во подолг временски период, доколку има континуитет, тогаш не е до другите, не е до луѓето одоколу, туку е до нас. Односно, прашањето е зошто ние дозволуваме да ни го прават тоа што ни го прават, а не боли, навредува, повредува. Другите може да погрешат, да не повредат, да не навредат или може намерно тоа да го прават и тоа е нивно право. Може нас да не ни се допаѓа, може да сметаме дека не е човечно, не е убаво, не е емпатично, меѓутоа тоа постои. Ако навистина толку сакаме да најдеме одговор на прашањето зошто тоа некој ни го прави и не повредува, можеме да најдеме многу одговори, кои не знам колку ќе ни послужат, но еве, дека тоа се луѓе кои што имаат некоја скриена болка, некои неразрешени прашања во себе, чувствуваат слабост, недостиг на самодоверба, дека понекогаш се вадиме од такт, како што популарно знаеме да кажеме, или ќе се изнервираме премногу од нешто, па не внимаваме, зборуваме и што не мислиме, ги повредуваме другите, ги навредуваме, можеби сакајќи да се заштитиме себе си, понекогаш ги напаѓаме и тоа го правиме сите. Некој помалку, некој повеќе, некој со намера, некој без. Сите ние сме биле некогаш во улога кога сме навредили или повредиле некого и сите сме биле навредени и повредени. И тоа е дел од животот и со тоа треба да умееме да се носиме, така се расте. Меѓутоа, прашањето е кога континуирано во односот со една личност, ние сме страната која што е навредувана и повредувана, а другата страна таа која што ни прави, односно се однесува со нас онака како што според нас не е адекватно и не ни се допаѓа, односно не боли, не вреѓа, не повредува. И тогаш многу често знаеме фокусот да го ставиме на другата личност, па да се прашуваме зошто прави вака, зошто прави така, па можеше вака, па не требаше така, па да чувствуваме гнев, па да смислуваме како следниот пат што ние ќе направиме, можеби ќе имаме желба за одмазда, да вратиме, да повредиме, да навредиме и така може да се вртиме во круг со години, со одредени личности. И тоа е човечки, но дали тоа нас ни помага? Дали решава нешто? Дали не води кон расчистување на целата таа ситуација? Дали нас не прави позрели и помудри? Тоа се веќе други прашања на кои што јас сметам дека треба да побараме одговор. Овде ќе се вратам на она дека да, луѓето може да ни направат се и се што, да се однесуваат со нас секако или да пробаат да ни направат, меѓутоа најважно од се е колку и зошто ние го дозволуваме тоа. Никој не може да ни прави нешто во континуитет и долг временски период, ако ние не дозволуваме. Никој не може неколку пати да ја повтори истата грешка во односот кон нас и да не повреди, доколку ние не му дозволиме. Доколку предходните пати од известни своји причини не сме заборавиле, не сме простиле, не сме надминале, заради подобри односи, заради некои своји лични причини. Меѓутоа, како и да е, за секој однос, одговорноста за квалитетот на односот ја преземаат двајцата. За се што некој нам ни прави и како некој код нас се однесува,
имаме одговорност и ние. Ние сме тие кои што дозволуваме, не реагираме, од известни причини, како што кажав повеќе пати, дозволуваме тој или таа да се однесува како што се однесува и ние тоа го толерираме. Меѓутоа, подоцна размислуваме, посветуваме време, можеби разговараме со луѓето во околината, страдаме, мислиме понекогаш и деноноќно, се чувствуваме како да ни е нарушена целата самодоверба, како да не сме почитувани, не сме вреднувани и така натаму. Она што можеме да го направиме, она на што треба да работиме, не е тоа зошто некој прави тоа што прави, туку зошто ние го дозволуваме. Што е тоа во нас што не е доволно силно, што не е доволно стабилно, што не е доволно сигурно? Што е тоа што е многу лесно повредливо, кршливо, на што се лепиме ние во односот на другите луѓе? Зошто им дозволуваме? Зошто им простуваме? Зошто дозволуваме повторно на истиот начин исти луѓе да не повредуваат? Може да има многу причини и нормално секој си знае најдобро за себе доколку сака да седне да поразговара со себе си, да се соочи со ситуацијата и да преземе дел од одговорноста. Доколку се случи тоа, може да најдеме најразлични одговори. Може би не сакаме да останеме сами, може би едноставно други некои особини ни се допаѓаат кај личноста, или може би на некои други начини поминуваме квалитетно време, например, одлично се забавуваме, може да шетаме, да се дружиме, да патуваме, меѓутоа секогаш кога ќе дојде до нешто посериозно или до нешто интелектуално, секогаш личноста има потреба да се покаже, докаже со тоа што нас ќе не понижи, повреди, навреди. И сега ние сакаме да го задржиме тој однос заради оној убавиот и забавниот дел, кога личноста се однесува адекватно според нашите очекувања, меѓутоа ни пречи и не боли кога тоа се менува, односно кога во различни подрачја или на различни теми личноста се однесува многу поинако. Или не сакаме да изгубиме работата, па го толерираме и трпиме однесувањето на газдата, шефот, директорот. И тоа е во ред. Ако ние сме избрале да трпиме и толерираме, тоа е одлука која се донесува и толку. Потоа не размислуваме, не се навраќаме, не страдаме, не одболуваме. Ако сме процениле дека финансиската добивка од таа работа, дека можеби условите во кои работиме, дека начинот на кој што се работи таму, се ни се допаѓа, освен односот со нашите предпоставени. Тоа можеме да седнеме и да го разговараме. Еднаш, два пати, три пати, 5 пати и 10 пати ако треба. Сигурно дел од она што ќе го кажеме ќе допре до другиот. А дури и да не е така. Ќе знаеме, ќе бидеме начисто и ќе можеме повторно да направиме избор. Дали вреди јас да го толерирам и трпам ова во споредба со сите придобивки кои што ги имам. Ако не вреди, ако вие процените, тогаш се разбира дека можете да се заминете, да побарате нова работа и не мислам дека тоа е лесно и едноставно. Само се обидувам да понудам одредени решенија. А тоа се однесува и на пријателите, и на родителите, семејството, роднините, децата. Сите тие се однесуваат онака како што ние сме им дозволиле, односно сме оставиле простор и место да влегуваат во нашиот живот, да влегуваат во нашиот приватен простор, да не ја почитуваат нашата личност, нашето време, нашите квалитети. Да, понекогаш може да се случи да ни замерат, да ни се налутат, да се оддалечат, доколку ние цврсто и стабилно застанеме зад себе, до себе и се заземиме за се што е наше. Меѓутоа, ако се случи тоа, тие луѓе едноставно имаат потоа што да работат со себе. Ние нашето сме го направиле. Затоа
во многу ситуации кога ќе помислиме зошто овој ми прави вака, зошто овој така се однесува, па тие мене секогаш ми прават вака, па не ме почитуваат, па ме понижуваат, па ме повредуваат, па ме вреѓаат. Во сите тие ситуации, прашањето кое треба да си го поставиме е: а каде сме ние? Што правиме ние? Зошто го дозволуваме тоа? И што можеме да направиме? Да си помогнеме себе си, повеќе да се вреднуваме, повеќе да се почитуваме, да се заземиме за себе и едноставно да не дозволиме луѓето да не повредуваат. И на крајот на краиштата, ние сме тие кои одлучуваме дали ќе се чувствуваме навредени, повредени, колку време ќе му посветиме на тоа, колку време ќе ни треба за да го одболуваме. Затоа што секој може да не навреди и секој може да не повреди и секој може да се обиде да не повреди. Но тоа не значи дека треба да успее во тоа. Од нас зависи дали ќе се чувствуваме навредени, повредени и дали ќе посветиме и потрошиме време и енергија на тоа што некој немал убав ден, што се чувствувал празно, што имал некакви внатрешни конфликти, па едноставно решил да ги испразне на нас, некогаш на првиот кој што ќе го сретне на патот. Како и секогаш, да се свртиме повеќе кон себе, да работиме на себе, да бидеме здрави, среќни луѓе, а другите преземаат одговорност за своите постапки, дури кога тоа и не изгледа така. Имајте убав ден и се гледаме во некое следно видео со некоја нова тема.